Ке ве поведеме низ една приказна која за жал многу ученици ја живеат секој ден. Приказна за меѓуврсничко насилство. Но зад секоја груба постапка и секој потиснат крик се крие нешто подлабоко. Емоции кои не успеале да најдат пат до разбирање. Тогаш тие знаат да експлодираат, понекогаш како тишина, понекогаш како навреда, а понекогаш како насилство. Ова не е само приказна за еден конфликт, ова е повик за промена чија цел е да поттикне размислување за важноста на емпатијата, за потребата од диалог и за силата на разбирањето. Петар! Не си интересно. Прекини го да ти велам. Петреце! Што ти е тебе не воспитана една? Знаеш ти кој сум јас? Немојте дечки, смирете се, не е ни време ни место за кафе. Кој се замислуваш дека си ти бре? Јас сум оној кој ти никогаш нема да го имаш. Кој се теба, тој се сака. Што ти е бе тебе? Што сакаш бе? Што е ова, деца? Што се случува? Седнувајте на место, веднаш. Што правите? Ајде, Елија, што се случи? Не знам. Елена? Нина? Не знам. Ања? Не знам. Ајде, Викторија, што се случи? Дека не е Антонио го испровоцира Петре и Стефан Петре се изтапа. Седи. Знаете ли вие дека вашите глупави тепачки може многу лошо да се завршат? А? Таа прва почна. Иако таа прва почнала, ти не требало така да изреагираш и да стапиш во конфликт со неа. Туку мирно и со разговор да ја кажеш дека тоа што го прави тебе ти пречи. Во право се настави, греши. Не требаше така поста. Извинам се. И јас грешив. Извини, Петар. А ти, Стефан, не требало така да изреагираш и да го нападнеш Петар. Сето ова сте можеле да го решите многу полесен начин. Во право сте настави. Не требаше така да се нападне. Извини. Оној кој знае да проспорва, отвора врата кон светлината. Разбудете емпатијата. Ако тоа го направите, ќе имате моќ и сила да влијаете и променувате. Доброто однесување и прифаќањето на разликите се вакцина против насилството. Се што ќе научите е ваше богатство.